Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Утренска на Радио 2. Утренска на Радио 2. 7 часот и 31 минута. Добро утро, стасавме до петок, петтиот работен ден за оваа работна недела, воедно и последниот, 5 јуни денес 2026. Како што велат старите, добри радио правила, петок ни е резервиран за опуштање и за уживање на Радио 2 веќе годиниве наназад, но денеска ќе имаме една ексклузива, вест за вас, една ексклузивна вест, како дел од нашиот голем заеднички проект Звук што се гледа. Денеска решивме да ја преселиме нашата радио емисија Ретро петок директно пред малите екрани, додека ви утрово не слушате на Радио 2, па да видиме како ќе изгледа ова сефте. Како нешто кое што го тераме 6 години на радио и се трудиме навистина да ги погодиме сите музички вкусови, особено на македонската музика како една од најважните можеби теми, но да се навратиме на хитовите кои што немаме можност толку често да ги слушаме на радио, затоа што нели доаѓаат нови хитови, нови времења, а овие како да ги подзабораваме. Но публиката радиска говори толку долго време дека 6 години на нас всушност говори дека навистина ова се безвременски хитови на кои што треба да им се навратиме, новите генерации да ги научат, постарите генерации добро да се потсетат, па токму затоа и денешното издание ќе го посветиме на македонската музика, на хитовите кои што се надевам дека ќе ве расположат и некако ќе го стартуваме денот заедно распеани и насмеани. Значи денеска немаме сервисни информации, денеска немаме ваши видеа, немаме ваши фотографии, туку ќе имаме една чиста, безвременска македонска evergreen музика. Добро утро и добро ни дојдовте во Ретро петок на Радио 2. Може да стартуваме веднаш. – 17 степени Целзиусови е моменталната температура во Скопје. Слично утро имаме и насекаде низ државава, а иако календарски нели летото се уште не ни е започнато, веќе можеме да кажеме ако погледнеме низ прозорецот дека се приближуваме кон летото, а пролете ги ситни своите последни денови. Според денешниве температури веќе и тоа е повеќе од јасно. А токму во следнава песна, прва во Ретро петок, се зборува за тој меланхоличен премин од пролет во лето, поврзан со една голема љубовна разделба. Тоа се оние разделби кога ти оди да кажеш аман кажи нешто, па макар и најобична лага, за да можам барем да заспиам вечерва дома, да не ме боли толку душата, само нели за да ја растегнеш онаа последна минута с Богу. Да, можеби од оваа асоциација на Вана претпоставувате за која песна станува збор. Сработи за еден безвременски евергрин, отпеан од човекот кој и денес важи за господин на македонската забавна музика. Неговиот глас едноставно ве тера да застанете, да слушнете и да уживате. Па уште со оние инструменти одсвирани во живо, мислам дека дури и тогаш лагата звучи многу убаво. Слушајте. Носиш грудка тешка, туѓ ти е мојот глас. Пролета си оди од нас. Гасне си од жар, оној звезден дар. Носи горчлив здив помеѓу нас. Ако треба драга, стопи ме од тага, но запри се, погледај ме, кажи нешто драга, па макар и лага, насмени се, на
Ljubka pokraj zidov, solzat oči tvoj. Dopir me čuvstvuvaš moj. Denot nosi smel, eve go na prag, zemi go pregrni go ti pag. Ako treba, draga, stopi me od tada, no zapri se, pogledaj me, kaži nešto, draga, pa makar i laga, nasmejni se, naludi se. Samo jedan zbor mi treba, cvetu moj, da te semah topol pregrad svoj. Ako treba, draga, stopi me od tada, no zapri se, pogledaj me, kaži nešto, draga, pa makar i laga, nasmejni se, naludi se. Samo jedan zbor mi treba, cvetu moj, da te semah topol pregrad svoj. Znaj, v srcu nádeš gori, rozboli. Во ретро петок на Радио 2 Митрива кафе остануваме во златните години на македонската забавна музика. Време кога, и тоа и ти го искоментирав, песните се пишувале со чиста емоција, толку длабока, се она кое што се чувствувало, некој имал потреба да го стави на парче хартија, да го искомпонира и да го преточи низ музика. И токму затоа, веројатно, песните оставаат толкава трага и ден денес слободно може ги пуштите, сигурно дека ќе ви се поклопат со некоја љубов од животот. Во продолжение ќе ве препуштиме на еден вокал кој што оставил неизбришлива трага во нашата македонска музичка историја и тоа до ден денес е така. Тоа е гласот на незаборавната Сашка Петковска, која за жал не напушти многу рано на само 32 годишна возраст. Иако следнава песна е снимена во далечните 70-ти години, таа и денеска навистина звучи премногу моќно, елегантно, свежо. Ова е уште една филмска приказна за една класична разделба и последно збогување за оној тежок, горчливо, сладок момент кога љубовта завршила, но наместо гнев останува тивка носталгија и дефинитивно збогум за последен пат. Јас додека одеше песната ти кажав, а сега и ќе ти кажам вака јавно, многу сакам да знам за кого се пишувани овие песни. Кои биле тие луѓе што инспирирале композитори да направат вакви безвременски хитови и ване кокава треба да е таа љубов да седнеш и сето тоа да го преточиш во песна. Морам да признам дека кога конкретно за оваа песна станува збор, секогаш кога ќе ја слушнам ме обземаат силни емоции, ама колку е тоа силно женско достоинство и гордост има во ова нејзино чао, адио. Ајде ние да ја слушнеме песната, па ќе зборуваме подоцна малку повеќе. Полна болки, в срце гори чуден план. Од возбуда растрепери вко струна. Сета немоќ ме издава, но сепак слушам глас и чинам како тоа не сум јас. Чао, адио, збогум мили мој, солзи крие свој, душа боли знам, се ти прости ми.
ljudov polna bolki, v srce gori čuden plan. Od возбуда разтреперив кострuna, се та немоć me izdavalo, sve pa slušam glas i činam kako to ne sumnjas. Ćao, adio, zbogu mili moj, solzi krijem svoj, duša boli znam, se ti prosti mi, se zaboravi. Ćao, adio, zbogom zadan pad, hodam teko jaz, sveta ljubov ti, Darijana, druga žena. Ćao, adio, zbogom mili moj, solzi krijem svoj, duša boli znam, se ti prosti mi, se zaboravi. Ćao, adio, zbogom zaden pad, hodam ti ko jaz, sveta ljubov ti, Darijana, druga žena. И добро познатиот Ретро Петок со негово историско прво издание и на телевизија. Се враќаме ние на приказните, поврзани со македонската ретро музика. Се зборува дека на времето, во златните времиња, во ноќниот живот во Скопје, постоел еден голем фраер кој што го носел името Лео. Велат носел фармерки, брзо возел и никогаш не бил сам, но најголемата мистерија околу овој Лео била неговиот чај. Приказната вели дека Лео имал едно поткровје каде што се собирала тогашната музичка елита. За нив специјално Лео подготвил еден посебен чај направен од тајни планински билки. Процедурата била секогаш иста, чајот се служел во мали, фини порцелански филџанчиња. Првата голтка ги смирувала сите грижи, втората голтка веќе никој не се чувствувал уморен, а по третата почнувало летањето. Аха. Па, драги мои, добро утро, ајде да летаме. Ако и вам ово утро ви треба малку адреналин за добро да ве расани, не ви треба ваков чај, доволно е да го подзасилите тонот и да уживате во незаборавниот хит на Калиопи, Лео, сега на Радио 2. Страшно люби Лео, носи во себе план.
Јас се надам дека вие сте расположени како што сме и ние овде од студиото, а оно што сакам да ве потсетам се социјалните мрежи. Зошто? Затоа што имате можност да ни помогнете при изборот на песни за следниот ретро петок, но и да видиме каде сте заглавени, дали сте заглавени. Денес како фокусот да не е сообраќајната гужва, туку да е она кое што го слушаме, односно уживаме во првиот ретро петок на македонската телевизија. Добро утро, Зорка Иване. Ако функционира она среќен семафор од вчера, денес дефинитивно најбрзо ќе стигнам на работа. Поздрав, че ова ни го пишува Наташа. Има ли нешто поубаво од вакви пораки од слушатели? Наташа, се надам дека функционира со оглед на тоа што овде кај нас барем во студиото функционира. Штета што немате можност да дзирнете, ама затоа ние добро се забавуваме. Во следниве минути пак ќе се свртиме на нешто слично, но сепак различно, затоа што ве потсетуваме вас, односно ги посветуваме на времето кога фризурите беа оригинални, тоа ќе може да го видите и да се потсетите. Женските гласови доминантни, а нашата МРТВ снимаше спотови со светски шмек. Следува една дама која што за неа се вели дека со својот глас можела да ги скрши чашите во студиото. Но и срцата на публиката. Апсолутно. Станува збор за неповторливата, енергична и нескротлива Маја Оджеклиевска. Ве враќаме во 1987 година. В ретро казино Blackjack апарати и Маја со својот заводлив стил го пее рефренот, кој на сите ни останува врежен. Во меморијата чекам рефренот заедно да го запееме. Пред сите? Па, зашто да не? Долг е овој текст, да ги Долг е, оставиме да. сами Ајде, да се го уживајте. испеат. Уживајте. Шила сака млади згодни деца кои играат и викаат јеје, која врта ти вреска твомо и излудува во секое време. Шила, прави што сака има среќа и лесна рака. Шила, односно игра, ужива се врти кој игра. Шила, прави што сака има среќа и лесна рака. Шила, односно игра, ужива во диско ритам. 1987 година Маја во нејзиниот препознатлив и заводлив стил ни кажа дека нејзината Шила опасно игра и ужива во диско ритам и ова утро на Радио 2. Веруваме дека вие уживате во ова денешно издание на Ретро Петок и затоа веднаш најавувам забава со сина светлина и ритам што излудува. Станува збор за годината 1999 и Нокна кралица. Јас веќе погодив на самиот почеток кога почна да зборуваш за што станува збор. Ако треба да дадам дефиниција за урбан скопски хит, веројатно песната на Ерзана би била совршена тоа да се направи. И како зборуваш ми тикнува на еден графит кој што го видов некаде низ Скопје, веројатно е веќе прекречен, но пишуваше Ерзана врати се. И на вистина би сакала Ерзана ако може да се врати со истиот ритам, со истиот стил, години подоцна, истата публика има се уште, така што да се потсетиме на тоа како звучеше Ерзана, како звучеа најубавите песни од 90-тите, веројатно ова следното ќе не потсети на тоа. Да, еве ни Ерзана со Нокна кралица, ја слушаме токму сега на Радио 2. Штом графитите ни Скопје уште ја бараат Ерзана, јас мислам дека е време да им ја вратиме. Ова утро на Радио 2. Сама сумно знај, за тебе
светот ме излудува, Гора ме Добро. Во Ајде, име на тоа, да читаме добро да ви подобро биде. и да зборуваме. Ќе престанеме со пиењето, иако знам дека ве расположивме, барем така се чувствуваш овде во студиото. Да. Повели. Да, Немаме многу време. немаме многу време и токму затоа сакам да ве потсетам дека сето ова кое што сега го слушавте и гледавте продолжува на Радио 2 од 8 часот се до 9:30. Таму ќе ги дослушаме сите ретро хитови кои што немавме можност овде да ги слушнеме, а во продолжение една од песните која што е дефинитивно култна, многу добра и знам дека ќе ви се допадне. Едно убаво елегантно име, Маријана, кога ќе добие малски прекар, ќе ја наречеме Маре. Еве ни се студени нозе за крај и пред вестите во 8 часот на МТВ и пред Тик-так и Зорка во 8 часот на Радио 2. Толку од нас и од овој ретро петок. Чао Македонија, до понеделник до 7:30 од мене. Со Зорка продолжувате на Радио 2 од 8 часот. Ве очекувам. Чао. Многу сум нервозен, не знам што ми стана. Сакам да ја видам Маре Маријана. Маре вежба јога, лесна е ко слама. Затоа ја сакам Маре Маријана. Целосно вибрира кога ќе го допрам. Пишти како експресно не се може да го сопрам. Мака има што да прави како свирче свири. Треба да го пушнам, мора да се смири. Маре има уред клима, лади мозок и во зима. Зимно време ветар дува, дрма тресе покрачува. Маре има уред клима, лади мозок и во зима. Зимно време ветар дува, дрма тресе покрачува. Маре има мана, премногу ме души. Очи солзат, грло пече ми жали.